Уште едно погазување на сопствениот став. И покрај тоа што за целото ова време председателот на СДСМ, односно неговата партија, тврдеа дека Заев ќе биде единствениот премиер во следниот мандат, денеска тој соопшти дека се договориле со Ахмети Заев да ја води владата следните години, ама на крајот од мандатот пред избори премиерот да го постави Дуи. Средбата траеше малку повеќе од 1 час. Ја следеше Градемир Марковски. Градо веќе си на линк. Градо, кои се деталите од средбата, односно кои други услови ги прифати Заев? Половина час заврши заедничката пресконференција на лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети, на која што како што спомена и ти во најавата беше објавено дека всушност Заев попуштил пред главното барање на лидерот на ДУИ Али Ахмети за премиер Албанец. Сите оние шпекулации изминатиот период одеа од тоа целосен мандат па до 3 години мандат за Заев, 1 година мандат за ДУИ. На крајот излезе дека во последните 100 дена, односно 3 месеци, оној период кој што беше карактеристичен за така наречената техничка, односно пржинска влада, ќе биде предводена од кадар на ДУИ. Тука е главното попуштање на Заев пред условите од ДУИ како нивно главно барање за премиер Албанец за формирање на идното парламентарно мнозинство. Значи, двајцата лидери се согласија со просто мнозинство во собранието да има гласање и да биде укината пржинската, односно техничката влада, која што изминатиот период беше карактеристична за периодот пред изборите, односно таа и ги спроведуваше изборите. Знаеме, актуелен технички премиер е Оливер Спасовски. Заев е оптимист дека за такво нешто ќе има поддршка и од ВМРО ДПМН, бидејќи заеднички биле ставовите дека таквата техничка влада не функционира. Значи, договорот Заев Ахмети е Заев да биде премиер во најголем дел од мандатот, меѓутоа последните 3 месеци, односно околу 100 дена, премиерот да го предложи Демократската унија за интеграција. Знаеме дека нивен кандидат за премиер во предизборието беше Насер Зибери. Тоа е главната поента, главната точка од договорот Заев Ахмети, како и тоа дека Заев прифати и во наредниот мандат собраниски спикер да биде Талат Џафери. Значи, Заев го отстапува повторно и првото собраниско столче и во наредните 4 години прв меѓу еднаквите во собранието ќе биде Талат Џафери. Што се однесува до распоредот меѓу ресорите, и двете партии ќе очекуваат конечно одобрување на оно што тие двајца го договориле од партиските тела, односно извршниот и централниот одбор на СДСМ и партиското раководство на ДУИ ќе треба да дадат финално одобрување на тоа што двајцата денеска го договорија, и затоа не споменаа ниту едно име кое што би водело некој од ресорите во идната влада, иако шпекулациите се дека Оливер Спасовски можеби повторно би се вратил во МВР, ДУИ евентуално да добие Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи или за одбрана, но сепак сето тоа е во рамки на шпекулациите, додека доколку некој од ДУИ или некој од другите партии добие министерско место во надворешни работи, Никола Димитров, актуелниот министер за надворешни работи, би се преселил во Министерството за правда. Ги имаме двете изјави на Заев и Ахмети од пресконференцијата која што, како што реков, што туку заврши. Главните прашања поенти за премиер Албанец, па да ги чуеме размислувањата и на Заев и на Ахмети. Го искоментиравме сите како наше чувство, учесници во таа пржинска или техничка влада. Не само двете најголеми партии партнери во политичката влада и учесници во техничката влада, туку и господинот Мицковски како председател на најголемата опозициона партија, заради тоа што тоа предизвика повеќе проблем отколку што има корис од неа. И техничката влада ја укинуваме. Со просто мнозинство се укинува буквално техничката влада и со технички премиер и со технички министри внатре. Кога доаѓаат избори, на самите избори рете сите политички партии да се чувствуваат равноправни. Односно, председателите на политичките партии да бидат председатели на политичките партии, а не само еден да биде премиер.
Оти кога ќе укинеме техничката влада, логично е дека еве јас имам чест и одговорноста да бидам председател на владата и да го терам целиот 4-годишен мандат, како што беше впрочем и договорено. Кога се покаже ова големина и доблест, а ја знам идејата, пораката на господинот Ахмети, ние разговаравме за суштина, за детали, сите овие работи, заклучив дека треба да покаже и Социјалдемократскиот сојуз големина и доблест во овој дел. Така да на 100 дена пред редовните парламентарни избори, сите партии ќе бидат еднакви и равноправни во предвечерието или во очите на изборите, со своите председатели на чело на партиите. Никој од нив да не биде премиер. Во такви околности, како партнери, се договоривме заедно, усогласено на предлог на ДУИ, да дојде идниот македонски премиер од тие 100 дена, кој што ќе извршува функцијата премиер, не технички премиер, во техничка влада. Легитимно право беше да се има кандидат за премиер. Dhe nëse barikadohemi për të kaluarën, asnjëherë nuk mund të arrijmë zgjidhje në të mirë të qytetarëve. E kaluara duhet lihet pas krahëve. Ако се барикадираме сите во своите позиции, никогаш нема да успееме да пронајдеме решение за доброто на граѓаните. Барикадирањето и минатото треба да остане зад нас. Mendoj që qëllimi është arrit për të dhënë porosi tek qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Сметам дека целта е постигната за да се испрати порака до граѓаните на Република Македонија. Të qytetarët shqiptar, të qytetarët Maqedonës, Граѓаните албанци, граѓаните македонци, siç kanë drejtuar këtë vend ministrat e mbrojtjes, i punëve të mbrëmshme, kryetar i Isto kuvendit, kako što zemljata je mund të prethodna- drejtojë edhe një kryeministër. S'do të thotë tani më министер за одбрана, Че- за внатрешни, исто ќе предводи и еден премиер. nuk kemi arrit të hecim një hap përpara në drejtim të forcimit të mirëbesimit mes komuniteteve. Ова значи дека сме еден чекор напред во засилување на довербата помеѓу нашите заедници. Тоа беа ставовите на Заев и Ахмети по однос на клучното прашање за Албанец премиер и на колку ќе има дуи право да предложи премиер во идната македонска влада. Овој нивен договор оди пред партиските тела. Денеска во текот на денот Алф информираше за одредени несогласувања и кај СДСМ, кај подпредседателот Мухамед Зекири, како што известуваат дел од медиумите на албански јазик, кој што не се согласува Заев повторно да влезе во коалиција со оние за кои што во изминатиот период говореше дека треба да минат во опозиција и дека имаат криминални структури во својата партија, но исто така и Фадил Зендели од Беса, кој што во изјава за Алфа рече дека го чека конечниот договор Заев Ахмети за да го изнесе својот став околу тоа дали ќе гласа за или против идната македонска влада, која што доколку остане вака како што е, ќе биде поддржана од парламентарно мнозинство од 62 пратеници, 46 на коалицијата Можеме на СДСМ, 15 на ДУИ и 1 Мендух Тачи од ДП. Искра останува да го видиме конечниот расплет на настаните околу новата македонска влада во периодот кој што престои се очекува доколку остане овој договор и свикување на конститутивната седница и реизбор на Талат Џафери за собраниски спикер. Градосублиматот од овој настан на денот би рекла ќе го имаме во вестите во 22, како и неофицијални детали за евентуалната распределба на ресорите, односно што е договорено меѓу Ахмети и Заев. Ти благодарам за ова линковско вклучување. Она што е во една реченица важно само да се нагласи, она и кое што стоеше и го гледавте на малите екрани во насловот на ова линковско вклучување на колегата Градимир Марковски, а тоа е дека сепак Заев попушти под притисокот на Ахмети и последните 3 месеци од мандатот на следната влада ДУИ ќе го бира премиерот.